Дечки, дознав нешто присмешно, тоест идам на курс по јога за смеење, одиме вака, значи мора да го правиме, интеракција ми треба. Како што? Смеси, иначе нема да играш. Чекай, оно е озбилно се. Жога, гаси камера, гаси, ајде. Лека ноќ Македонија, од Владимирово и Смоимирово, преку Дихово и Давидово, па се до Свиланце и Бомово. Вие гледате вчерашни новости. Лека ноќ и од мене. Јас сум Александар и Јелена и одовде секоја недела ве носиме чекор за ците. За оние кои имат електронски сметачи и Facebook, не заборавајте дека и оттаму во моментов одиме во живо. Така, Александар, поздрави до нашата диаспора ширум Луксембург, Лихтенштајн, Микронезија, Монако и Сан Марино. Еве што ќе гледате. Вчерашни го посети Саемот за советници 2018-та. Па изванредно, јас мислам дека од владата ќе ги земат сите советници. Дознаваме кој победи во вториот новинарски тест. Шокантно! Алфа и Буби Бета во нова полициска акција. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете, каде што другите застануваа. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Биотеа, инспирирани од природата. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Голема е возбудата кај граѓаните на Македонија по позитивната препорака од Европската комисија која се очекува конечно да го донесе животот. А ако возбудата кај граѓаните е голема, тогаш да видиме како е кај владиниот пиар кој во моментов држи пресконференција. Таму се нашите новинари, па предлагам да се вклучиме во живо. Значи, дечки, it's time to slam now, као да ви кажам, нема везе, јас сум too much excited, не знаете што, значи, тоа нема везе, значи, прегну со радост, седми пут добиваме препораки, мислам дека овој пат ќе дајме, нема везе, идеме со праша вчерашни први повелета. Ама раката, маце подоле. Што се случува со препораките во домашните реформи? Дали кадрот ќе остане ист и дали беше тешко да се освои по седми пат, пошто ова не ви е прв пат? Океј, ти си малце нерозен, ќе пробам да ти одговорам најсмирено прашањето. Вака, значи, не беше многу лесно, факт. Значи, грците игра многу грубо, судите беа наклонети кон нив, ама нема везе, значи, ние успеавме некако да издействуваме, да победиме и сега, ама раката, значи, те молам, малце безобразно. Која е стратегијата на владата во случај да повторно да добиеме вето за влез во НАТО и во ЕУ? Значи, зашо бе, дечки, со хейт нема везе, ние сакаме да искочиме на терен и да даеме све од нас, значи со срце да изиграме. Зашо со хейт мора? Зашо со хейт, значи нашите титули се ваши титули. Ама раката, бе, научи се раката.
А што после овој успех, што се плановите за до година? Значи, ама раката, научи со раката. Значи, какви се, не знам како ти кажам, значи, сакаме само едноставно да искочиме на срце со терен, да добиеме уште една порука и да биде онака, леле што направиме, значи, уште една да се... Добро, дали ќе има пречек пред триумфалната и дали под бројчаникот, пошто вие сте број 1 за глупи идеи? Добре, дечки, зашо ми го убивате вајбот? Значи, бев онака over happy и сега сум онака over set. Значи, светот најдете да уништите. Една препорека, не знаеме да се израдуеме, луѓе. Значи, чао. Во центарот на главниот град од ненадеж се стори ново и модерно вселенско летало, кое треба да биде лансирано во Вселената како дел од македонската вселенска програма. Добро, да престанеме со глупости, да се фатиме за посериозни вести кои ни доаѓаат дури од далечната Москва. Станува збор за председателот на Единствена Македонија, Јанко Бачев, кој на својот Facebook профил објави дека во Советскиот сојуз остварил важна средба со Владимир Илич Ленин и Јосиф Џугашвили Сталин. На средбата која ги крши сите досега познати закони за физиката е разговарано за важни теми како што се проблемите со името, зашто и Ленин и Сталин едногласно дале подршка Македонија да го зачува своето уставно име и како што нагласил другарот Сталин, Македонија е 33 пати спомната во Капиталот на Маркс. Се очекува при враќањето во сегашноста и реалноста на Јанко Бачев да има пречек пред и под триумфалната капија. По повод добиената препорака на Македонија за отпочнување на преговорите за членство во ЕУ, честитки до граѓаните упати премиерот Заев, заменик благајникот на местната заедница Коле Лачето, како и председателот Иванов. Дали Иванов остварил средба со дел од ЕУ делегацијата и ако да, како тој поминал со гостите? Одговор на овие прашања побара Ланчо во председателската вила на Водно. Да, така е, студио се наоѓаме во вилата на председателот Ѓорги Иванов. Тука сме за да ги дознаеме, нели, прашањата и одговорите и како си помина господинот Ѓорѓе со делегацијата од ЕУ. Ова е најверојатно неговата собарка. Добар ден. Фала. Не викај. Па бучеш. Излегви. Ама да прашам нешто сакам. Ако сакаш да прашаш, произлечи ги чевлите, ако не, излегви. Добро, Капната. чекай, смири се, ќе ги се облечам чевлите, еве ги. Другата? Еве другата. Ајде. Каква жена, човече. Каде е господинот Иванов? Се капи, ефтина струја има сега. Чекај, не треба гости да пречека дека луѓе од Европска унија делегација. Беа, дојдоја, прошетаја, изгазија се где ги почастивме кафе, вода, сокче, локум, секој што треба со сите салтанати. Чиста препораката, рекоја дека е чиста, ама да ти кажам, меѓу нас, сите си стопорија внатре со сечевлие. Никој чевел не слече. Ако е таква Европска унија, фала не. Чекај малце. Добро, а кај се гостите, барем нив да ги запрашаме, пошто јас дојдов да направам интервју. Отидоја на вечера гостите со сечевли, кој што влегоја така излегоја. Значи, председателот? Бањаката кај е? Ти бе недоветен да не си, ти кажам се капи. Вчера му слета бубамара на рака. И таков цел бубамара донеси гости и сега можда некој ненајавени да дојда и да зачистам вило. Добро, ако дојдат, може утре да дојдам јас за да земам изјави. Ако слеквиш кондурите, можеш секој ден да идиш. Добро, ти благодарам, многу си љубезна. Дечко, чекај, да, сите си ги заборав. Тито Надуи, председателот Али Ахмети, побара од граѓаните да ги пријавуваат сите функционери на партијата за кои сметаат дека сгрешиле пред законот или не работат за интересите на Република Македонија и граѓаните. За таа цел Дуи отвори посебна линија на бројот 0807, која е бесплатна од сите оператори. Вчерашни завртеа на линијата. Добре дојдовте на линијата за пријавување на функционери од Дуи. За македонски со албански нагласок притиснете 1. Се извинуваме, но оваа опција се уште не е во функција. Јавете се повторно кога ќе бидеме во опозиција. Мислим, не дај Боже. Имајте пријатен ден. По успешното завршување на реформскиот план со Камасутра име 369, владата си најде нова занимација, исто така со провокативно име План 18,
односно реформи за постари од 18 години, односно реформи кои малолетната публика ќе треба да ги следи под надзор на родител или старател. Реализацијата на 18 плюс левел реформите, владиниот вице-премиер Бујар Османи ќе ги следи од видеоиграчница во Чаир, каде што мрежно ќе ги има со другарчињата од Брисел. Ова е како нивоата во видеоигра. Завршува едно ниво, добивате поени, влегувате во следно ниво и немате време да размислувате за првото ниво. Како што дознаваме, последното ниво во оваа игра се вика 2050, што најверојатно ја означува годината кога ќе влеземе во ЕУ. Александар? Во секој момент се очекува да започне отворениот брифинг на премиерот, на кој тој ќе информира за развојот на настаните и за тоа дали се надминати разликите меѓу Скопје и Атина. Таму е нашиот репортер Елиса Алфета и незините колеги. Да, студио Еве Линковски се вклучуваме од брифингот организиран од владата заради важни прашања за Република Македонија, како што можам да забележам, доаѓа премиерот Заев заедно со членовите од кабинетот. А живели? Бошнак Миленковски. Можеме да почнеме и со прашања, евентуално доколку повелете да го кренете рака, имаме 6 микрофони во публика. Повелете. Според она кое што можам да го забележам, повеќето од прашањата околу спорот за Грција се веќе завршени. Дали е точно дека единствената разлика е во именувањето, мастика или узо? Тука е прашањето кое што не е решено и тоа е поприлично тешко и комплицирано прашање. Секако ние водиме грижа што е тоа важно и за Грција. Грција обвинува дека во мастиката има некоја тајна состојка што го прави узото, што ја прави од узото многу попривлечна. Дали е тоа точно? Јас не ја знам, а ја знае премиерот Заев. Добро, но дали грците ја пробаа нашата мастика пред да дадат свое мислење? Значи, Арчик е тие Ципрас со мене во Давос, а неколку пати Коцијас. Колегата во првиот ред. Значи, видете, според мене проблемот е навистина сериозен. Зарем бараат од нас да се откажеме од мастика и од старатор и за домашна употреба? Навистина домашната употреба нема никакво влијание врз Грција, нема никакви рефлексии врз Грција. Еве, да предпоставиме дека конечно ќе се разбереме со грциве. Дали е точно дека ние како држава ќе расцветаме? И Македонија отвара како пупка, тоа е стратешки интерес на држава. Ако не, може само да се задоволиме со раке и со шопска? Македонија е спремна да се задоволи и со нешто друго. Со цел да ја насочам дискусијата во наредниве половина час, колку што ни остана, ќе си дозволам првото прашање да го поставам јас, потоа следувате вие, се разбира. Како не бе, немаме друга работа, ќе ни собода дискарат од тебе најдовме да те слушаме. Глупости. Ајде, Арчи, значи ќе земам, ќе те ишишам и вегите, ќе ти ги избричам и све ќе дали си нормален, идиот. Ќе ти издепилирам ќоските направам, кретену. Пролет. Време на алергии, неоснован оптимизам и саеми. Во Скопје оваа недела се одржа првиот традиционален саем на советници под иновативното име Саем на советници 2018, на кој беа представени најновите модели на советници. Елиса Алфета намина таму. Да погледнеме. Позитивна атмосфера, многу луѓе и секако понека лесковачка. Вака изгледа традиционалниот прв саем на советници. До мене организаторот господинот Јоци. Само ќе напоменам, не сум само организатор, воедно сум и саветник на председателот на владата Заев за организирање на сајмове овој. Како сте задоволни вие од овој саем? Презадоволен сум, како што може да видите, има изванреден интерес, овде има владини делегации, делегации од општини, од приватни предпријатија, од државни предпријатија, се бара билет повеќе, се бара саветник повеќе и мислам дека тоа ќе биде изванреден успех за Република Македонија, која што туку што доби препорака од Европска унија за преговори. Ќе биде ли проблем да го погледнеме сртен? Напротив, за тоа сте дојдени, повелете. Како што може да видите, ова е саветник за меѓународни односи во областа на земјоделството, поконкретно за млечни производи, преработка во југоисточна Македонија. Само што тука пише брачни совет. Не, тоа е затоа што они се тука на штан шеринг, оние за меѓународни односи, или колегата позади да речеме, он е саветник за мрежување на овие куцачи машини што се производени во источна Немачка во периодот од 77 до 90-тите години. И така, многу конјунктурно. Супер импресивно, меѓутоа дали се потребни советници од ваков вид? Молим? Дали се потребни советници од ваков вид? За ова прашање ќе мора да го прашам мојот саветник за глупи прашања од медиумите. Дали се потребни? Да,
Да, секако дека се потребни, мислам, зашто би го организирале. Господинот позади. Па само може да видите, он е саветник за рамковни договори, за рамковни прашања и они обечава дека порано ќе го земат овој саветник, меѓутоа чекаме малку, рамката им е тесна да се прошири рамката и после ќе ги пласираме или во МВР или во Царина и така. За овој господин не е потребно никако представување, он е саветник за студиски прашања и сигурно го знаете и така. Тоа е супер. А како оди продажбата? Па изванредно, јас мислам дека од владата ќе ги земат сите саветници. Сега доколку некој остане неземен, онда ќе ангажираме саветник да ни каже што да правиме со останатите и мислам дека во таа смисла би се постигнал некаков баланс. Благодарам, Марчи. На здравје. Овие двајца тука? Кои се? Па може да разговарате со нив, они се многу клучни саветници, може да прашате некој од нив. Значи, господјо, ние навидом играме шах. Меѓутоа, ние сме тие што се одлучни за прави политички потези во право време. Значи, ние сме тие што кажуваат кои пиуни ќе идат надвор. Ние сме тие што прават рокади на директори. Сакаш? Ние на времето сме ги вежбали Карпов, Каспаров, Кисинџер еден, овој по телевизија што е, како го викаш, Груевски, сите нив. Што значи се отида на УК? Ве молам само да внимавате низ везата. Јас ви сугерирал да идеме овдека на Лесковачкиот штанд. Тука има највише саветници, ќе не советуваат колку кромит иде во една смесата, како се става буњаковец, теронка со што се служи, марула и слично. Проширете ги хоризонтите. Искористете секоја пречка за поголем залет и продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV кама на Peugeot. Далеку пред сите. Децава се зафатени, никако да ги видам, не можам ни внуците да си ги гушнам. За да ги соберам сите, ќе го употреба моето тајно оружје. Кога ги гледам вака сите заедно, душата ми се полни со милина. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Утре е понеделник, а што би рекле припадниците на Facebook нацијата, ти не мразиш понеделник, ти го мразиш капитализмот. Како и да е, во светот има многу полоши работи од понеделник. Нашата редакција издвои неколку од нив. 1. Да, беше на работа и во саботата и во неделата. 2. Беше на работа и во саботата и во неделата и денес пак си. 3. Кога маморен место вода од фрижидерот, ќе извлечеш ракија. 4. Син. 5. Искористивте 80% од месечниот интернет на 7 од месецот. 6. Луѓе кои имаат само нешто да прашаат на шалтер. 7. Јоко Оно. Среќна вест! Започна се емитување ново реално шоу, наменето да ви помогне на сите вам, а и вас, кои сакате да имате повитко тело за време на летниот одмор. Еден надпреварувач и само неколку недели да стигне до својата идеална тежина, која ќе му овозможи да оди на плажа со мајца или да не биде пријавен од страна на другите летувалци како насукан кит на плажа во Дојран. Дали ќе успее? Дали ќе ве инспирира и вас? Колку килограми ќе изгуби? Задоволство ни е да ви ја представиме првата епизода од Се за летно тело. Во оваа епизода Се за летно тело.
Здраво, јас сум Мирко од Мичурин и се пријавив у шоуто за да имам совршено тело. Јас сум иначе зависник од не толку брза храна, или пошто оваа што е фаст фуд или брза храна не ни можам да ја стигнам. И сум тука денеска, мислам, се пријавив у шоуто за да ги поттикнам сите оние што се као мене. Значи, овакви дечки као Мирко, мене ми поминале стотици низ руки и можам да кажам дека може да го направам за недела до 10 дена да изгледа као Васил Тупурковски у 2001. Мирко, дали си спремен? И не. У тој случај се гледаме во наредна епизода на Се за летно тело. Реванш. Како тоа моќно звучи? Јелена е во другото студио. Поминато неделниот блиц тест за нашите Мартин 99 и Маја Некнешни од страна на Мартин беше побаран реванш. Незадоволен затоа што немал време да се подготви за изненадниот тест и ги немал одговорите, Мартин сега наводно е спремен и сака да се спротивстави повторно на Маја. Кирија, бе, Кирија тука, бе, цак! Дали сте спремни? Да. Да. Браво, Маја! Ви посакувам среќа. Ајде. Колку дена се чека за магнетна резонанца во Македонија? Мартин? Доколку пациентот преживе, секако дека 2022 година ќе го добие својот термин. Точен одговор. 2 главчиња, значи на баце 2 главчиња за одговорот. Каде се наоѓа долно дупени, а каде горно дупени? Мартин? Горно дупени е веднаш над долно дупени, а долно дупени е под горно дупени. Да, има логика. Како го поздрави Могерини Иванов? Мартин? Здраво. Името? Маја? Не го даваме. Браво. Ке го даеме. Види го. Ти бе имаш ли нешто патриотско од тебе? Како така името ќе оддаеме? Треба за Маја да навијам сега. Зошто Јанко Бачев, додека беше во Русија, не го среди увозот на македонската зелка? Каква зелка, бе? Маја? Кој ги смислува овие прашања? Немаше економски показатели за издавството на македонското производство, затоа што му имаја обструирано. Кој е поубав, јас или Јацо? Мартин? Ти, Јелена, секако. Точен одговор. Ајде уште еднаш. Кој е поубав, јас или Јацо? Ти, Јеца. Ацо е најубав, бе. Ацо е најубав. Колку членови на ДУИ се дел од истрагите на СЈО? Маја? 1,3. Топ ми беше со Лила Филиповска, ало, банкарот, све смислено. Овдека со вас, 3 глупаци, не може да се разбереме кој е шо. На која игра мислеше Могерини кога рече играта не е завршена? Мартин? Дота 2. Па тоа бе, мајсторе, Дота кој плете, знае тука. Кој ќе победи во квизот денеска? Маја? Маја. Денеска победник е Мартин 99. Тој денеска навистина се потрудил и го замолил изгледа камераманот да му ги каже одговорите на прашањата. И онака е местено шо. А вие останете со вчерашни. Океј, Годо. Ај сега, губете се на небе, гледам да ви тоа. Губете се, ајде, цел ден ми го пи***ли материна. Вести од спортската наука. Се појави иновација во фудбалот, засега достапна само за судиите од крајезерската аут линија во Струга, со можност да се имплементира наскоро и на други терени. Станува збор за систем за разладување на судиите со примена на елементи од ватерполо во фудбалската игра. Снимките се испратени во FIFA и нема да е чудо овој новитет да доживее глобална промоција веќе на престојното светско првенство. Уште едни вчерашни, уште една патрола на полициското дуо Алфа и Буби Бета. Да погледнеме во какви згоди и незгоди се најдоа тие оваа недела. Алфа, види го. Ова ти е 150, значи фиксно, по 100 часа. 170 по 200 бобе. Имаш, ајде. Better get my money, bitch. Како беше она? Bitch. Bitch бе, шо е bitch? Знаеш ли шо е bitch? Бич плажа, ја како што знам. Види го, ти не учиш, а? Не. Браво, бе. Ја учам, да. Него дај на брзака да ги израмниме. Еве го, 130 по 200, може? Имаш да? Да се израпи, има. Ајде. Бре, мамане, бич. Како и да беше тоа?
Ке ти ги одбиам од тие 200 евра што се правеше лутко умираше, од тие ги одбиам. Не се правев лут, да. Се правев. Но знаеш што не ми е јасно? А овде кој Ѓорчев втор ден сме као. Да бе буј. Сите бе да ме познаваат прескон дека ми вика кај си бе лебар, еден фин дечко. Дали ми од кај знае дека сум со средно пекарско бе? Па тоа е, ама не, пази. У све мора, значи како стануваш поише кога влагаш оно у струката, ќе сваќаш поише работи. Знаеш ли што е цела? Дека и требаш како леп, законот и треба како леп на граѓаните што им треба да јадат, ме разбираш? Тоа е законот, треба ги нарани, да ги задоволи. Да, и треба. А ти си законот? Е, да, така. Еј, види го овој бе. Шо правим? Го искира во ојста. Стопирај го. Стопирај го. Стопирај го бе. Стопирај го. Па го стопирам, нема што. Добро вечер, господине. Добре, нормален ли си? Колку возеш ти бе? Не знам, 5-6, абе се брзам кај малиот на родителска. Еј, 5-6. А 52 да не беа? Се брзал. Ја не се брзам, ние немаме деца, не идеме на родителска. Па не знам. Не знаеш, па ја знам, прашај ме ќе ти кажам. Трокут, имаш трокут? Каков кук? Трокут. А, немам. Трајангл. И браво, ми добро беше. А упалјач имаш ли? Немам. Па што си се качил клошар у кола, бе, што битно кола возиш, а? Овдека со 50 на сат се залепи некој со мотор, 150 се вози овдека, бе. Што се клошариш да искачаш со? Те здене некој, после полиција дојдете овдека. Джиу-джитсу знаеш ли што е? Знам. Е, па ја не знам што е. И сега колку ќе треба му пишеме 200 евра? 200 че, па колку си е регулар, 200 че се знае. Ај трни се, не де. Ај бриши, жити мене. Фала, дечки, фала. Ај бриши, а не те гледам. Е, будала. Е, тај да го опнеш у глава джиу-джица, да се чуди. Ај ради вакви, утре на малиот не може мотор да му купа, ма сака, разбираш? Е, не родителска. Е, ќе се фукне некој после ти мисли го, така? Но ти приметуваш нешто овдека или така, лаво, да? Приметувам, да. Што приметуваш? Не приметувам, да. Гледај кај сме застанале, бе. На тротоар сме паркирани, да. И сега? И сега што, па да си пишеме по една казна. Не скина, бе. Абе, ѓучиш, Борија, брзо ви од кај ти се од курс? Или од пекарско, а? Поголемите штрајкови и откажани летови на германската авиокомпанија Lufthansa и француската Air France. Денеска со соопштение за јавноста се јави и македонската авиокомпанија, која ги откажа сите планирани летови за оваа недела. Секако дека се зезаме, Македонија воопшто нема национален авиопревозник, ама барем има зелки. А сега следува Ведермен. Топол бран стига тоа што ни треба. Под поим добро време, ја не поимам жега. Значи ќе одговара времето у полза на веста. Дека у македонски шуми има 170 нови места. Појава честа, поминуваш 2-3 теста, дури да се отвори место. И на подобро те сместат. У земја каде што за добра зелка нема добра сделка. Big up за класата земјоделска. Ведермен. Тоа беше се во најновите вчерашни новости. Ако нешто пропуштивте, не заборавајте, уште вечерва целата епизода ја имате на YouTube. Со нас се гледате и следната недела во 20 часот на истото место. Сега сте Чекор за ците. Така е, Јелена, а вие, драги мои, останете така. Како? Така. Добро утро. Добро утро и од мене.